Зоран Заев речиси 2 часа сведочеше денеска пред судот во случајот Таргет Тврдина, но не откри ништо ново, ништо што јавноста веќе немаше слушнато за нелегално прислушуваните разговори. Уште еднаш повтори дека прислушувањето се вршело во УБК, посочи и дека единствено тој Верушевски, ами еден албански преведувач ги слушнале разговорите пред тие да бидат објавени во серијалот Вестината за Македонија, како и дека само тој бирал што да се пушти, а што да биде извадено од разговорите. Кажаното пред судот остана исто со она што Заев го говореше во опозицијските денови, но се промени риториката кон коалицијскиот партнер. Ако Дуј тогаш беше партија која учествувала во криминал, сега таа стана партнер од Доверба кај премиерот. Со господинот Али Ахмети, односно со Дуј, преку господинот Али Ахмети имаме создадена коалиција на основа на програма. Се додека почитуваме таа програма и вредностите кои што произлегуваат од таа програма. Довербата постои и ќе обстои. И немам дилема. Да, му верувам на господинот Али Ахмети во неговите лични напори да се спроведува програмата. Додека вештаци тврдат дека не може да се докаже дека разговорите и СМС пораките се автентични, бидејќи станува збор за нелегално стекнат материјал кој е лесно подложен на модификации и компрометирања, премиерот Заев уште еднаш остана на својот став дека разговорите биле веродостојни. Премиерот денеска одговараше само на прашање од обвинителството и едно прашање од обвинетата Гордана Јанкуловска. Одбраната побара ново рочиште за вкрстено испрашување на Заев, за да може да направат анализа на денешното сведочење, како и на претходното на Верушевски, но тоа не беше прифатено од судот.